Најавениот рок за владината реконструкција по полека истекува, но се уште не се откриваат конкретните промени во владиниот кабинет, кој ќе остане, а кој ќе треба да ја напушти министерската функција. Речиси ниту една политичка партија не ги потврдува, ниту ги негира неофицијалните информации што кружат во јавноста за тоа кои министри ќе бидат разрешени или ќе ротираат од еден ресор во друг. Она што секојдневно го повторуваат и од ВМРО ДПМН, но и од коалициските партнери знам и вреди, е дека конечната одлука ќе биде соопштена кон средината на наредната недела. Лидерот на ЗНАМ, Максим Димитриевски, на прашањето дали се точни информациите и дали за нив е прифатливо да се откажат од Министерството за правда во замена за Министерството за земјоделство, одговори дека нема такви предлози на маса. Иако според него и двајцата министри на ЗНАМ, Филков и Минчев, постигнале значајни резултати во своите работења, сепак посочи дека во политиката мора да има компромис. Се уште нема такви предлози на маса, така да не би сакал да шпекулирам. Велам, ајде да почекаме да се случи конечниот договор, бидејќи ние како владини партнери, а тоа го слушам дека и Влен исто така, како третиот партнер во власта, се уште немаме постигнато конечен договор. Да, апсолутно сме задоволни од работата и на нашите двајца министри и на сите наши представници во пониските ешалони на власта, но видете, политиката подразбира и политички взаемен меѓупартиски договор. За промените во владиниот кабинет денеска беше прашан и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дали и колку му е сигурна владината функција, бидејќи неофицијално се споменуваше дека од Министерството за внатрешни работи ќе премине во Министерството за правда. Тошковски не даде конкретен одговор, кажа само дека има уште многу работа која треба да се доработи во неговото министерство. Мислам дека има уште многу работа која што треба да се сработи во ова министерство и мислам дека наистина треба максимално да се вложиме тие кои што сме посветени овие години во Министерството за внатрешни работи, да ги унапредиме и подобриме процесите во рамки на Министерството за внатрешни работи. Предходно, за тоа дали ќе треба да ги напуштат министерските позиции или ќе ротираат во други сектори, прашани беа и министерот за здравство Азир Алиу и министерот за култура Зоран Љутков, но ниту еден од нив не даде конкретен одговор и не откри дали ќе останат дел од владата. Според досегашните информации, познати за најавената владина реконструкција, премиерот Христијан Мицкоски неколку пати се сретнал посебно и со лидерот на коалицискиот партнер ЗНАМ, Максим Димитриевски, и со лидерите на Вреди Изет Меджити и Билал Касами. Според информациите на телевизија 24, од владините функционерски позиции ќе заминат Фатмир Лимани, Игор Филков, Арбен Фетаи, Зоран Љутков и најверојатно Азир Алиу, додека Беким Сали се очекува да ротира.